Следуваат најновите вести на Слободна ТВ. Државната министерка за Европа на германската покрајна Хесен Луција Путрих денеска предстоева во посета на земјава каде ќе се сретне со членовите на Комисијата за европски прашања. Путрих ќе оствари средба и со членовите на пратеничката група за соработка со германскиот Бундестаг. Собранието денеска расправа за измените на законите за здруженија и за политички партии. Во рамките на оваа седница вчера пратениците ја донесоа одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите за 2022 година, а расправа и за предлог законот за изменување и дополнување на законот за енергетика, како и за дополнување на законот за задолжителни нафтени резерви по скратена постапка. Исто така општа расправа вчера меѓу другото имаше и за предлог законите за изменувањето на законот за заштита на децата, на законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност, како и на законот за социјална заштита. Министерот за економија Крешник Бектеши и генералниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски се во работна посета на река Осломе и во Кичево, каде ќе извршат обиколка на термоелектраната и ќе посетат новото рудно наоѓалиште во рамките на река Осломе. На старите рудни наоѓалишта на река Осломе веќе е изградена фотонапонска електрана со моќност од 10 мегавати во сопственост на ЕСМ, а се планира изградба по пат на јавно-приватно партнерство на уште две такви електрани со моќност од по 50 мегавати. За следната година ЕСМ најави дека планира да изгради уште една 10 мегаватна соларна електрана на старите рудни наоѓалишта на река Осломе. Два активни пожари има во Кичевско и еден во Македонски Брод, известува регионалниот центар за управување со кризи Охрид. Пожарот што избухнал на 30 октомври во близина на Тајмиште во општина Кичево е се уште активен. Според последните информации, пожарот се движи во правец на селото Колари, но се уште е далеку од населеното место. Се уште е активен и пожарот над Кичевското село Бачиштак, кој зафатил нискостебласта шума и ниска вегетација, како и пожарот во атарот на село Ореовец во Македонски Брод. Поради оддалеченоста за полнење со вода на противпожарното ведро на хеликоптерот, соопштува ЦУК Охрид, во текот на денот се излегло на терен за да се избере нова локација за поставување монтажен базен од кој хеликоптерот ќе може да полни вода, односно место соодветно за ниско слетување. Товарни бродови со украинско жито денеска беа блокирани во пристаништата бидејќи Москва побара гаранции за заштита на руската флота во хуманитарниот коридор во Црното море за извоз на житото. Украинскиот претседател Володимир Зеленски синоќ изјави дека на коридорот за транспорт на жито му треба сигурна и долгорочна заштита. Рускиот претседател Владимир Путин вчера во разговор со турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека е потребно од Киев да се добијат реални гаранции за строгото почитување на договорот од Истанбул, конкретно дека хуманитарниот коридор нема да биде употребен за воени цели. Договорот за испорака на жито беше потпишан на 19 јули во Истанбул под покровителство на Турција и Обединетите нации и овозможи извоз на милиони тони жито заробени во украинските пристаништа за време на руската офанзива врз Украина. Русија во саботата објави дека го суспендира учеството во договорот, откако го обвини Киев дека е одговорен за нападите со беспилотни летала врз нејзината флота на Крим. Нападите беа извршени користејќи го хуманитарниот коридор во Црното море за извоз на украинското жито. Од друга страна, од Украина вела дека Русија користела лажен изговор за да не го спроведе овој договор. Новиот собственик на Твитер, Илон Маск, најави дека наскоро планира да воведе месечна претплата од околу 8 американски долари за корисниците кои ќе треба да ја потврдат автентичноста на својот профил и сакаат да бидат помалку изложени на реклами. Од минатата година Твитер нуди платени услуги, но Маск сака да воведе нова понуда, поскапа и наменета за поголем број корисници, кој што ќе значи поразновидни извори на приходи на платформата. Маск, кој го купи Твитер минатата недела, најави дека ќе им наплаќа месечна претплата на оние кои сакаат сина ознака до нивното име, како потврда дека профилот не е лажен. Само одредени профили засега може да ја користат оваа опција, како што се оние на влади, компании, медиуми, политичари и спортисти. Претплатниците ќе имат и други придобивки. Нивните твитови ќе добијат приоритетен статус, ќе може да објавуваат подолги видеа и аудио снимки и ќе бидат изложени на двојно помалку реклами. Цената на таа претплата ќе зависи од земјата на корисникот. Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.